во Хелсиншкиот комитет, токму овој проект го работевме со едно големо задоволство и ентузијазам, токму од причина што овој проект нас ни даде надеж дека сите оние жртви на дискриминација, кои што никогаш не може да добијат ниту морална, ниту материјална сатисфакција, а се поради познатите причини, нели, прикривање на околности, докази и факти. Ајде седнете, ќе му дека почна. Токму тие случаи на дискриминација ќе можеме да ги докажеме и ќе можеме сторителите на овој грозоморен чин да ги изнесеме пред лицето на правдата. Она што е особено важно кога станува збор за овој метод, кој што е поексплицитно прикажан во публикацијава денеска што ќе ја промовираме, е дека со овој метод особено ќе бидат ставени во фокус ранливите групи. Ранливите групи не ги дефинираме како ранливи случаи. Ги дефинираме како ранливи бидејќи најчесто сте жртви на дискриминација. Токму од тука, јас, кога бив запозната со идејата на целиот проект и би сакала сега и да се заблагодарам на оние кои што ни ја пружија можноста да го спроведеме овој проект, Фондацијата Отворено општество Македонија и емисијата на ОПСЕ во Скопје, дека токму идејата и проблемите со кои што се соочувавме во нашето работење ни го дадоа поводот да стигнеме и да се зафатиме и да дадеме предлог да се обидеме, да го истуркаме, да го спроведеме овој метод. Станува збор за методот на тестирање на ситуација. Денеска промовираме публикација, која што не само што ја прикажува нашата работа, како сме го спровеле овој метод, што сме правеле, ја прикажува и методологијата. Оваа методологија цениме дека понатаму на многу невладини организации ќе им помогне во нивната работа. Мене ми беше исто така мощне, драго и навистина се почувствував особено корисна бидејќи бев дел од едно тестирање на ситуација. Значи присуствував и точно гледав како се одвива овој проект и како се однесуваат сите чинители од почетокот до крајот. Ние спроведовме 2 тестирања на ситуации, затоа малку повеќе ќе ви каже Неда. Но пред да продолжат другите говорници, јас би сакала само да објаснам дека овој метод се користи во оние ситуации во кои што не може да дојдеме до факти, не можеме да дојдеме до докази. Тестирањето вклучува организирани акции, организирана ситуација во различни предмети. Проектот започна со тоа што ние најнапред, односно луѓето кои што се вклучени во проектот, пројдоа соодветна обука, која што беше организирана од страна на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Потоа се мапираа случаи во кои што беше вклучена мрежата за дискриминација, значи случаи што ги работи мрежата за дискриминација, не случаи што ги работи Хелсиншкиот комитет, и потоа во рамките на проектот, односно кога започна проектот, ние обезбедивме исто така и обука од страна на странски експерти за членките на мрежата за заштита од дискриминација и мрежата за бесплатна правна помош. Како што реков на почеток, Неда малце поексплицитно ќе објасни што значи методологијата, што се вклучуваше тоа што го работев. Сега јас би сакала да ја дадам збор на Јоана Косма, вршителка на должност на Оделот човекова димензија, мисија на ОПСЕ во